Благодарам, господине Джафери. Почитувани колеги пратеници, посебно пратениците од позицијата, ве замолувам да дадете подршка на мојот предлог, а тоа е да точката на дневен ред под реден број 54, која се однесува за информација за енормното загадување на амбиентниот воздух во Република Македонија, од 54-та точка ја ставиме на втора точка и ја разгледуваме веднаш по точката за верификација на мандатот на новата пратеничка. Мислам дека проблемот е толку сериозен, толку актуелен, што немате апсолутно ниту еден аргумент да гласате да оваа точка остане, можеби последна или предпоследна точка на оваа седница, туку едноставно да ја ставиме во приоритетите број 1 и на оваа пленарна седница, но и во општествениот амбиент во кој што живееме, бидејќи загаденоста на воздухот и во Скопје, и во Битола, и во Тетово, еве сега најново и во Кавадарци, и во останатите градови во Република Македонија е на енормно високо ниво. Нашите градови се споредуваат по загаденост со градовите Њу Делхи, Калкута и останатите најзагадени градови во светот. Така да ќе ве замолам, ако сте искрени во намерите, а така ветувавте пред граѓаните 2016 година, дека прво што ќе дојдете, ќе го чистите воздухот во градовите на Република Македонија, дајте овдека да поразговараме прво до кај се имплементациите на заклучоците што ги донесовме минатата година, зошто истите не се исполнети, зошто постои, како што кажа и колешката Поповска на комисиската расправа, една институционална неспособност на институциите кои што вие ги раководите во спречувањето на загадувањето или во борбата со аерозагадувањето, и да ја лоцираме одговорноста со име и со презиме кај институциите и кај луѓето кои што истите ги раководат и не одговараат на она на што ги обврзале собраниските заклучоци. Вие сте должни, во моментот актуелно е, да одговорите на граѓаните или поточно да се извините на граѓаните, зошто од 2016 пред парламентарните избори стававте маски медицински и ветувавте на граѓаните дека прво што ќе направите ќе се борите против аерозагадувањето. Зошто тогаш штрајкувавте? Дали тогаш верувавте на оние мерни инструменти кои што се набавени по AliExpress? Или сега и верувате на истите мерни инструменти кога велите дека тие не се точни? Кога и верувавте? Дали тогаш беа точни резултатите или сега се точни резултатите? И во едниот и во другиот случај вие манипулирате со чувствата и со интересите на граѓаните на Република Македонија. Но има и втора шанса, еве охрабрете се, да ја ставиме оваа точка како втора точка на дневен ред на оваа пленарна седница, да дискутираме и да размениме аргументи во интерес на граѓаните. Ги повикувам особено членовите на Комисијата за транспорт и врски. Тука е Диме Велковски, тука е Костадин Ацовски, тука се останатите. Благодарам. И кои што ветија дека не бегаат од дебата и тоа дебата веднаш и сега, ништо повеќе. Ве замолувам да се останете на зборот и да гласате така како што ветивте пред граѓаните на Република Македонија. Ве благодарам.